дојдовте во уште една магична сцена. Денеска со мене имам задоволство да споделам убави моменти од животот на Емра Куртишева. Добро ден, дојде Емра во магична сцена. Добро ве најдов, фала на поканата. Една цела емисија малку ќе ни е да кажеме се она што правиш во животот, но еве нека биде таа само како почетна, па после тоа серијал ќе правиме како во преспав, како што правам. Многу правам во животот, искрено за цела емисија. Имаш, Емра, така мислиш дека не знаеш. Да почнеме од мала. Кога беше заинтересирана да станеш глумица? Како беше тоа? Ајде да, сега ќе ме навратиш години наназад. Па се случи да од Кисела Вода се преселам во Скопје Север и таму си запознав една другарка по име Наташа, поздрав до Натка моја. Нејзините родители работеа во Драмски театар, кај што сме сега. И се уште мислам дека работат и така некако ми се вроди таа жилба, одевме чисто во театар. Следевме премиери, па дури на некои представи одевме и по 2-3 пати ги гледавме. Во Драмски? Да, во Драмски и така некако се роди таа жилба, да, некако, како велат, ми влезе чивијата на овој театарот и едноставно одлучив дека сакам да се занимавам со тоа. Некако таа магија ме обзема и сакав просто да почувствувам како е тоа и дали мене воопшто ќе ме биде за таа професија. Така некако се случи тоа. Те прими од прво? Да, од прво влегов на факултет. Со кого се спремаше? Ми помогна, запознав уште едно девојче потоа. Таа исто така, мислам дека беше 3-та или 4-та година тогаш. И као ми понуди да ми помогне нели со приемниот испит, презадоволна сум од неа, морам да признам. Никогаш предходно јас не одев значи во драмски секции, не посетував такво ништо и не знаев какво е чувството да бидеш на сцена, воопшто ми беше тотално непознато. Али со нејзина помош, ета, за приемниот испит успеав и фала и. Во класата на? Владимир Милчин, да. Кој бевте? Мартин Јордановски, сега си работиме заедно со него во театарот за деца и младинци, Симона Спировска исто така, кој друг, Маријан Ѓоргиевски. Па има доста кои што ета така се истакнале на некој начин. Емра, си течат годините, си завршуваш. Вообичаено, кога сте веќе 2-3 година, почнуваат и понуди по некои театри да играте некоја улога. Како одеше тоа кај тебе? Кај мене почетоците беа со Македонската радиотелевизија. Работевме на еден серијал, каде што стекнав супер искуство како студентка. Серијата се викаше Зборувајте македонски, да. И потоа некако имавме убави односи со режисерот и со луѓето кои што работеа на тој серијал. Ми понудија да снимам радиодрами, што беше супер исто искуство. После тоа знам дека почнав да работам со Наташа Поплавска. Да, со неа ми беа моите почетоци исто. Првата представа ми беше во Драмскиот театар овде. И морам да признам дека тоа беше едно огромно искуство за мене, позитивно секако. Работевме со Сашко Коцев, Нина Дејан, со Беси, знам дека Зиба Раданчич. Бевме супер екипа и таа представа навистина многу пати беше одиграна на наше задоволство секако. Значи ти тогаш веќе дефинитивно рече ова е штиците што живо значат се мои. Така. Го завршуваш факултетот, понуди почна или самата мораше да се бориш каде да бидеш? Борба во животот секогаш има во сите сфери, нели тоа е сосема нормално. Меѓутоа јас никако така ми се склопија коцките, работев. Иако не бев вработена, работев доста на приватни проекти. Можам да кажам дека додека не бев вработена, работев на
повеќе приватни проекти отколку сега. Да. Ама нели е нормално, се стекнав со искуство како и да е. 3 години после тоа конкурирав во театарот за деца и младенци и ме примија за среќа. На прво пак. На прва, да. Да. Како се на прво одивар, гледаш? Па дај Боже да продолжи така, за се останато во животот. Освен на прва што не те пуштија во Германија да одиш кај сестра ти. Тоа ми текна дека не ти е на прва. Па добро са, да. Да, ама сега, за разлика од тогаш, сега кога ќе прочитаат име и презима, значи црвен килим, како да ти кажам. Па да, затоа што тоа беше главна. Тоа беше пред преспав беше. 4 години, пред 4 години, така некако беше. Ама не ради преспав, него зборувам ради тоа што Не, да им кажеме букна, баш букна во етер да знаат за што станува збор. Сестра ти живее во Германија, ти сакаше да одиш со авион во Германија и на аеродром не те пушта? Тогаш вака беше, значи ќе ти ја објаснам цела приказна. Сестра ми тогаш беше бремена и имаше многу критична бременост. Зет ми постојано беше на работа и она беше сама. Значи она требаше 9 месеци буквално да лежи во кревет и тоа е тоа. И целта беше јас да одам да ја помогнам со животот. И се случи да, не ме пуштат, не ми дозвола да се качам на авион, единствена јас. И Зошто? Па затоа што као наводно не сум имала легална документација, не знам баш што му беше проблемот, ама знам дека тогаш во тој период многу роми беа враќани што од граници, што од Не те пуштија од Македонија? Од Македонија, да. Од на аеродром. И што понатака, па да, ми ја поништи картата, као на прашањето шо, зашто го прави тоа, пошто картата кошташе 200 евра за некој многу, за некој малку, меѓутоа сепак се пари. На страна парите, битна беше ситуацијата со сестра ми. И нормално, знам дека тоа беше... Му кажа дека си глумица, дека си работена во театар за деца и младенци. Не го интересираше ништо, значи единствено целта му беше да ме врати и тоа е тоа, ме врати. И нема веза како и да е, после тоа, знам дека дента беше среда, во петокот веќе, сите новинари дознаа со тоа што јас си пишав еден статус на Facebook, со намера да се види што се случува со некој што ни крив ни дужан, онака си го изада стапот, што се вели. Одекна во медиуми, беше главна вест на сите вести во медиумите. Беше и во вестите? Да, беше онака, баш беше актуелно многу. Со изјави од влада, со изјави од портпароли, со изјави од не знам кој, мислам како и да е, без разлика се случи, се надевам дека тоа ми беше прв пат и се надевам дека последен пат нема да... Прво нешто да не ми успее, да. Тоа е тоа, затоа сега кога читаат име и презима, а ти малечко бегај. Пошто одма медиуми, тука собираш. Така, тоа. Тие си разбраа меѓу себе после тоа што направиле, така? Како не. Па не ми се коментира за тоа, стварно, не ми интересира, некако лошите работи пробувам брзо да ги заборавам и така некако функционирам. Добро, се враќаме на добрите работи во театар за деца и младенци, те не примија на прво и почнуваат да се редат улоги, главни, споредни, секакви, Грдото пајче, не знам ова, не знам она. Да, Грдото пајче ми беше прва главна улога, мислам дека после 3-4 месеци од моето вработување и бив извадена од памет, затоа што сепак главна улога е еден таков товар. Се снимаве, беше многу уплашена. Нели, се сеќаваш? И сето тоа никако... Добро, после со текот на времето, нормално дека си се опушташ и тој страв го притвораш, односно тој страв се претворува во некакво уживање. Да. Се редеа улоги во театар за деца и младенци? Се редеа улоги потоа?
Среда улоги, да. Ева сега во моментов работиме на нова представа во режија на Игор Ивковиќ. Се вика Супер бојкастично. И јас ветувам дека ќе биде една многу убава представа. Ја препорачувам и за родителите, и за повозрасните, нели нормално, затоа што на сцена ќе се појави нешто што навистина ќе ги воодушеви. Но она што навистина ја воодушеви цела Македонија беше Преспав. Од самиот почеток, секоја сезона внесуваат некои нови ликови. И како дојде тоа да те внесат и тебе во тој еден мега проект кој што можам да кажам дека жари и пали не само во Македонија, гледам дека и во Бугарија го имаат земено, во Србија нешто. Јас прв пат се појавив во третата сезона. Ми се јавија од продукција, ми понудија една епизода. Тоа беше првата епизода што ја снимивме Ромска убавица. И тука ликот на Исаура беше опфатен во малтене цела епизода, целата приказна беше посветена на неа. Немам зборови, јаца, не знам како да ти го опишам тоа чувство, колку е прекрасно да работиш со толку професионални луѓе, толку една продукција која што е навистина професионална и знае што прави, знае каде тера, можеби ќе звучи малце така, пошто нели јас си ги знам, па и сега си ги фалам, не, пристрасно не, меѓутоа навистина го мислам тоа. Снимањата беа одлични. Јас сум среќна затоа што со дел од колегите таму се претходно се знаевме, со дел не. За прв пат таму го запознав Игор Џамбазов и можам да кажам дека се работи за едно прекрасно човече со многу добра душа. Колку беше изгубена тие, значи 3 години снимале заедно, веќе си ги знаат сите и слабостите и овие убавите работи и доаѓаш ти нова млада сега и Да, бев уплашена заради самиот факт дека како што кажа, они веќе си беа уходени во целата приказна, во снимањата, сценарио добиваш вечер, мораш да го научиш истата вечер, затоа што утрешниот ден е снимањето на истото сценарио и сите тоа некако ми вршеше голем притисок. Но успеав некако, не знам, некако да со нивна помош, апсолутно со нивна помош, некако пробуваат да ме опуштат, пробуваат да што побрзо се вклопам во таа нивна веќе створена машинерија и сум навистина благодарна што ета така. Сега ова последнава сезона што ја снимавме поради пандемијата некако бевме дистанцирани едни од други за жал. Ама да, се снимаше петата сезона, меѓутоа се снимаше баш онака по протоколи, ја немаше таа дружба што ја имаше од претходно, да. Во таа сезона Наташа беше твојата колешка од Театар за деца и младенци, Наташа Петровиќ, која што кога ја снимав и кога зборувавме за Преспав, рече леле, кога отидов изгубена, да не знам ни која сум, ни што сум, па фала Богу Емра што беше таму, па да ме воведи. Точно, мене исто многу ми помогна присуството на Натча, затоа што сепак ми е колешка од театар. Меѓутоа, да, Натка е во право, они функционираат, просто тоа тече, нема застанување, значи се снима, професионализам на ниво, само кој како ќе се снајде работава, ко преживи причаче цела работа, да. Али сепак имаат разбирање, значи морам да го спомнам тоа, имаат разбирање доколку нели нешто не ти е јасно, се тргаш на страна, си го поставуваш прашањето, добиваш објаснување и терата.
Приватно се дружите сега, после завршувањето? Сега не, сега веќе некако, како што кажав, пандемијава сите на различни страни не утргна, за жал. Нема дружба дури ни со колегите од работа, што е исто жално. Меѓутоа, да се надеваме и да се молиме дека се во ова што побрзо ќе заврши. Да те наврата малце кај сестрати во Германија, што стана после таа со бебе во порасна, што направи тете? Да, Ијанчо е веќе 6 години, ако не се лажам. Да, порасна во едно прекрасно маженце, такво сладко. Имам уште една внука, Алена. И така, тетка сум. Да. Каде живеат? Во Констанц живеат, тоа е на југ од Германија, близу Швајцарија, на самата граница се всушност. И кога одам таму, често знаеме да тркнеме и до Швајцарија, као преку граница. Да, баш убаво градче. Многу убаво, малечко градче, туристичко место и преубаво е. Јас не би можела искрено да живеам таму. Скопје си е Скопје, не го давам. Ама сакам така да си прошетам и да си видам што е, како е на страна. Колку останува време за приватен живот, љубовен живот покрај сите овие обврски што ги имавте? Сега со короната знам дека е сето полабавено, но претходно баш едно темпо, посебно за глумиците, колку е, да речам, професијата, некоја бариера да се направи некоја успешна врска или успешен брак? Според мене, најверојатно треба да го најдеш само човекот кој што ќе те поддржи во она што го работиш, ќе те разбере ако немаш време, да речеме 2-3 дена да му посветиш внимание или да се видите или било како. Каде е човеков? Па не знам. Искрено не знам. Не ми се брза. Јас имам 20 години. Така да рано Вечно 20 годишна. 20 годишна, да. Тапкам во место. Со годините тапкам во место. До 20 рече не одам понатаму. Така некако си се чувствувам. Изгледаш. Не стареам. Да. Растам, ама не стареам. А во мозокот? Па тоа во мозокот мислам дека растам, ама не стареам. Значи, убаво ми е. Спортуваш, вежбаш, што правиш? Да. Кога почна пандемијата, знам дека вежбав јога и направив едни такви смешни мускули, затоа што јас сум жилава, значи немам салца, немам вишок на килограми, сакав просто да го стегнам телото, да појачам мускулатура и се направив жива смешка. Затоа што вежбав 10 дена и така ми букнаа мускулива на рацете. Значи тоа беше многу смешно и вака моите ме гледаат и мра, значи што си сега? Као измеѓу маж, жена, што е работава? Као атлета некоја. Мислам баш беше лошо на изглед. Ама така од време на време знам да си чисто ради кондиција, не да се набилдам, него чисто ради кондиција, особено сега. Затоа што не правиме ништо, ама сум среќна па од друга страна што почнавме да си работиме нова представа и така некако убаво ни е. Преубаво ни е затоа што се направи огромна пауза. Јас повеќе од година и пол немам одиграно, немам спремено нова представа. И сега како се од почеток да се случува. Сега како прв пат да стапнуваш на сцена, текстот не можеш да го научиш така како што претходно си ги учел. Значи, не е едноставно. Верувај, не е едноставно. Си излегол од кондиција. Излегуваш од кондиција и просто ти треба време да се вратиш и се чудиш, си викаш што ми се случува. Да, дали треба некои таблети за памтење да почнам да пијам нешто. На 20 години. Да, на 20. Бра, голем љубител си на животните. А што немаш некои проблеми со машкиве, ги немаш заради тоа што имаш многу животни, па не стигнуваат машкиве да те освојат, покрај толку многу проблеми со животните. Баш така, види, ја немам проблеми со животните.
реално немам проблем. Да, ги сакам, премногу ги сакам. Јас така речи цел живот го имам посветено на тие животни, со спасување на животинчиња, ќе најдам повредено, па ќе си го однесам дома, па ако треба на ветеринар. Ќе го израснам, ќе го излекувам, па ќе го вдомам некаде. И многу ми е драго што повеќето животни што сум успеала да ги вдомам кај некои луѓе, до ден денес сум во контакт со нив и ми праќаат слики од маче, куче, што и да е. Просто да си ги гледам почесто, па макар и на слика. Чував и страчка. Како ја чуваш? Да. Па, имаше еден оглас на ова странива што се на Facebook за спасување на животни. Падната страчка од гнездо, мачки ја напаѓаат, ве молам нека помогне некој. И тој некој. Еве сум. Отидовме со татко ми, набавивме кафе со громен. Бебенца. Значи, бебенца скроз не знаеше ни да лета ни ништо, не знаеше само да се храни. Ја чував 3 месеци, 3 месеци со шприц се храневме. Почнав да ја учам и да лета, не сакаше да лета, стоеше на глава као папагалче. Буквално као папагалче. Дојди, доаѓа, дај да те бацам и вака со клунчето ти доаѓа. Значи, ги обожавам ептен. И после тоа, затоа што веќе почна, тоа е нормално, нели, во нивната природа си е да уништува, почна да уништува мебел. И тука веќе се уклучи сирената на мајка ми, на татко ми, да. Да. Толку, мада и они се приврзаа доста. Такви сме си фамилиарно по животнива. Ама веќе нели кога ти прави бели по дома, но а и лошо е да ја одземеш слободата, нели. Ја пуштивме со татко ми, баш ја пуштивме на гробиште во Бутел. Затоа што баш разговаравме дома, ако ја пуштавме вака во населено место, можеше да му слета на некој на рамо, на глава, ни дека нешто ќе нападнеше, ама нели научена да си слетува. И затоа одлучивме на гробиште да ја однесеме, таму и храна, и природа, и убава дрвца, сите тие работи, да одлучивме таму. И неколку дена поред одев, после тоа пробав као да ја најдам, не успеав, ама се надевам дека таму некаде си ја среќна и си има оформено семејство. А во моментот што имаш од домашни љубимци? Имам 4 мачки, имам папагал, имам куче. Убаво ми е. Во куќа живееш? Да, во куќа. Па и да живее во стан, што без разлика. Само што ќе требаше да имам станот негде 120 квадрати, да речеме. До 200 квадрати. Секој. Да. Убаво е. Треба да се грижиш за обврскање. Ето, туку така само земи го. Види, знаеш, сега со коронава некако обврските повеќе паднаа на мој грб, ама додека сум си на работа, додека си имам обврски, целиот терет паѓа на моите. Така да они имаат за обврска само да се јават, Емра Боно нема храна, Емра Лара нема храна, папагалот Рико нема храна. И тоа, така. Убаво е, во секој случај убаво е љубовта да си ја насочуваш на некој што на вистина знае да ја прими. Емра, преспав смени нешто професионално? Дали после преспав почна да се јавуваат за филмови, за серии повеќе? Па, искрено имав неколку понуди. Да, секако. Морам да признаам дека секако се случи таа промена. Меѓутоа се радувам дека понудите не се. Знаеш, во преспав го играм ликот на Исаура, па за сите наредни ќе ме викаат како, не знам, слично на тој лик или не. Баш напротив, се работи за сосема, можеби како физикус им одговарам или слично, меѓутоа тоа навистина ме прави среќна што ето така не ме викаат за баш она типична таа улога и ето, тоа е ликот. Сними нешто?
Да, снимав филмче во режија на Гоце Цветановски, Денот на жената, прекрасно искуство. Со колеги кои што сум се знаела вака преку Facebook, преку друштвени мрежи, меѓутоа не сум имала контакт, личен контакт со нив. Се работи за двајца актери од Кумановски театар, кои што се зверови од актери, морам да признам. И за едно искуство сум апсолутно побогата во мојата кариера, затоа што на вистина беше кратка улога, снимањето беше исто така кратко, меѓутоа многу квалитетна. Многу квалитетна. Во Македонија не се снимаат многу филмови. Некако таа филмска индустрија за жал не ни е нешто многу развиена, така што вие глумците и не можете, не знам колку улоги да добивате, затоа што реално нема. Или да одбиваме. Или да одбивате. Да. Па овие другите некако Србија многу снимаат, Бугарија многу снимаат, па можеби нешто ќе има некоја понуда од блискиве земји, па можеби таму негде ќе те видиме. И онака преспав се дава во Бугарија. Така е, зошто да не, јас би била среќна доколку се деси такво нешто. Немам ништо против. А за снимањево кај нас, види се, значи, за разлика од, ајде да речеме, последните 7, 8, ајде 10 години, морам да признаам дека некако полека живнува филмската индустрија, што е супер. Меѓутоа не е доволна. Не е доволна. Не можеме да бидеме задоволни со сегашната ситуација. Затоа пак ќе нагласам, искуството со преспав е незаменливо. Незаменливо, затоа што ние на факултет сме го учеле, сме имале предмет филм, меѓутоа искуството ништо не може да го замени. Секако дека на секој актер му треба да застане пред тие чудовишта што си ги нарекуваме камерите, кои што ти влеваат и страф и несигурност и трема и што уште не. Кога тоа станува рутина, кога тоа станува дел од тебе, веќе не ги ни приметуваш, веќе си толку слободен што просто и сами од себе си се изненадуваш, враќајќи се наназад како си почнал и до каде си стигнал. Затоа благодарност Дохо продукција. Се најави веќе нова сезона? Не се уште, меѓутоа јас се надевам искрено дека ќе се снима. Не гледам причина да освен со пандемијава, ако не дај Боже нешто повторно се случи да букне. Меѓутоа не гледам причина да нема 6-та сезона. Кажи ми, имаш омилен глумец, глумица во македонскиве простори или на светско ниво некој? Омилена глумица, па колку и да е клише, не можеме да избегаме од моментот дека Мерил Стрип е Мерил Стрип. Не би знаела да... Има Кейт Винслет, исто ми се допаѓа. Исто ми се допаѓа и како се викаше глумицава? Не, Кейт Бланшет, мислам. Пайк. Розамунд Пайк. Ау. Филмот ти е многу убав тој. Изгубена мислам дека се вика. Така, да. Од тогаш на вистина онака баш ми фати око и една лепеза цела на карактери, на моменти, на емоции. Браво. А од кадеш можеби Емра Куртишова негде ќе ја прочитаме во тие, не знам... Ја да толку не сум амбициозна во животов, да, ако фатам натаму, тоа ќе значи дека нема да се вратам во Македонија. Јас Македонија многу си ја сакам, така да не ми посакува и кариера холивудска и слично. Не,
тука, ќе си творам тука, ќе си уживам. тогаш балканско. Толку, како? На балканско балканско, ниво. Па добро, ќе сработам, ќе се вратам, ќе сработам. Може така. Така може да. Фала ти многу, Емра, што ни беше дел од магична сцена. Се надевам дека опфативме така поубав дел од твојот живот и доволно, за да знаат каква си, како ти беа твоите почетоци, како стигна до Преспав, животните и колку ти е Се што ми значи. Така? се што ти значи и уште за да заокружиме, за да биде се, Добро. треба уште едно момче некој да го најдеме, ама тоа Добро. Се во свое време. затоа ти реков Цел живот е пред Цел мене. живот е пред тебе во Така. следната епизода од серијалот Емра Кортишова, да Добро. има што да кажеме ново. Договорено. Договорено. Фала ти Сега на после поканата. интервјуто одиш одма на проба, представа да. на проба да видите како ќе биде, кога ќе биде представата. Искрено не можам да ти кажам, не знам како ќе се одвиваат работите, меѓутоа би требало да е негде средина на јуни, можеби крај на јуни. Ќе те гледаме, во секој случај ќе пратиме се што правиш. Убаво го правиш, продолжи понатаму така. Посакувам и сум сигурен дека Преспав ќе продолжи секако и да имате убави улоги, убави дружби, да сме ведри, весели, насмеани, среќни. Фала ти од срце.